Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Останете со нас и погледнете што подготвивме за денеска. Денеска започна Великденскиот пост. Од 4 до 8 март, саем на градежништво. Започнува изградбата на канализациониот систем во населеното место Режаничино во општина Петровец. Намалени трошоците за вработување на лица до 29 години. Утре вечер, премиера на представата "Не се клади на енглези". Денеска е чист понеделник. Православните христијани ги започнаа 40-дневните великденски пости во пресрет на најголемиот христијански празник, символ на верата, Великден. Православните христијани од денеска ги започнуваат 40-дневните пости за еден од најголемите празници Великден. Постот не значи само откажување од мрсна и обилна храна, туку и контрола на страстите, откажување од алкохол, веселби и радости. Најстрог и најдолг е Великденскиот, кој трае од прочка до Великден. Тука се 40 дена, од чист понеделник до Лазарева сабота и уште страстната недела од Цветници до Великден, вкупно 48 дена. Од постот никој не може да биде ослободен, но има известни олеснувања за болните, леунките и децата. Во таа смисла, за овие луѓе може да се дозволи употреба на масло и вино, но никако и месо, јајца, млеко, па дури и риба. Светата православна црква, во тој контекст и нашата Света Македонска православна црква, го започна светиот Великденски пост во ова лето 2014 со единствена мисла и порака дека сите православни верници треба во радост да го дочекаат светото Христово воскресение, а во периодот од поклади до Великден да се подготвува тоа да биде навистина достојно објавено, достојно прославено и да биде за спасение на нашите души. За да можеме тоа да го оствариме, ние треба да исполниме и некакви правила кои што ги поставила Света православна црква уште од почетокот на своето постоење, а тоа е верниците во пост и молитва и чинење на добри дела да се подготвуваат 6 недели и во страстната седмица уште посилно, поцврсто за да ги доживеат и да се соживеа со настаните кои што се случиле во животот на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Постот е значи од Бога даден, тој е потребен и задолжителен за сите православни христијани. Се верува дека за Великден најмасовно се пости. Зошто сметате дека токму великденските пости се тие кои што верниците најмногу се придржуваат кон овој пост? Па нашата вера се темели на вистината, она што ја посочи светиот апостол Павле, кога вели доколку Христос не воскресна, празна е нашата проповед, но празна и вашата вера. Значи круна на евангелската порака на Спасителот Господ Исус Христос е воскресението. На воскресението се темели целото евангелие, целиот наш живот и целата наша надеж. Значи, од тие причини, ние ако сакаме да учествуваме достојно, исчистени, подготвени, во воскресението Христово треба на вистина тоа да го направиме со радост на душата, нормално откажувајќи се од одредени работи кои што ги правиме во нашето овоземно живење, за да можеме на тој начин да ја очистиме душата и да се подготвиме тоа да го оствариме. Великденскиот пост е единствениот што има подготвителен период од неколку недели. Најпрвин тоа е неделата на Митарот и Фариесот, потоа неделата на Блудниот син и најпосле месопусната недела, кога за последен пат е дозволено да се јаде месо. Бидејќи рибата не се смета за мрсна храна, може да се јаде за време на великденските пости, но само на Благовештение и Цветници. Одобрувањето риба да се јаде на поголемите празници и за време на постот, како и виното и маслото, доаѓа од потребата од една страна да се запази постот, а од друга страна на празникот да му се даде поголема свеченост во празнувањето. Бидејќи Великден, а со тоа и Великденскиот пост се со променлив датум, ако Благовештение се падне пред Цветници, дозволено е да се јаде риба, масло и вино, а ако се падне во страдалната, односно страстната седмица, тогаш не се јаде ниту риба.
Денеска во населеното место Ржаничино во општина Петровец започнаа градижните работи околу изградбата на канализациониот систем за ова населено место со околу 1200 жители. Целиот проект изнесува 20 милиони денари, а средствата се обезбедени од програмата за рурален развој. Должината на системот изнесува 3,5 километри. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Министерот за транспорт и врски Милијана Киевски и градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска присуствува на официјалното отпочнување на градежните работи за изградба на канализационен систем во населеното место Ржаничино во општина Петровец. Станува збор за систем во должина од 3500 метри кој ќе обслужува околу 1200 жители на ова населено место и поврзува 3 локални улици и еден крак од 800 метри каде што ќе бидат поставени препумпните станици. Денес во населеното место Ржаничино во општина Петровец, заедно со градоначалникот на Петровец, започнуваме со уште еден инфраструктурен проект во оваа општина. Со тоа ќе се овозможи населеното место Ржаничино, кој има околу 1200 жители, да има нов канализационен систем, што значи дека септичките јами ќе заминат во минатото. Со тоа ќе се овозможи граѓаните да не плаќаат средства за празнење на септичките јами, но исто така ќе се подобри и квалитетот на животот. Започнуваме сега со канализационна мрежа за Ржаничино која е во должина од 3500 метри, исто така поврзува 3 локални улици и имаме крак од 800 метри каде што ќе бидат поставени и препумпните станици. Ова беше главното барање и главниот проблем што го има жителите од општина Петровец, односно населеното место Ржаничино. Јас сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на министерот за транспорт и врски за помошта што ни ја дава на нас како општина. Со завршувањето на овој проект на жителите на населеното место Ржаничино ќе им се реши прашањето за одводнување на фекалните води, кој во моментов се решава со септички јами. Граѓаните повеќе нема да трошат пари за празнење на истите, а со тоа ќе се овозможи и подобрување на условите за живот на населението и ќе се спречи загадувањето на почвите, на подземните и површинските води кои се користат за наводнување. Вредноста на проектот изнесува 20 милиони денари кои се обезбедени од програмата за рурален развој на Министерството за транспорт и врски. Со ова ќе се реши најголемиот проблем кој го имаа граѓаните од населеното место Ржаничино, а проектот треба да биде завршен до крајот на оваа година. Повеќе од 300 компании од земјава и странство ќе бидат дел од 11-тиот меѓународен саем на градижништво, кој ќе се одржи од утре до 8 март. На саемот за недвижнини пак ќе бидат понудени над 3000 станови во Скопје, Охрид и Струмица. Од утре до 8 март на Скопскиот саем ќе се одржи 11-тиот меѓународен саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација, а во негови рамки и 4-тиот саем на недвижнини и инвестиции Real Expo. Валентина Димитрова, оперативен директор во Скопски саем, најави учество на над 300 компании од земјата, регионот и пошироко, како и на инвеститори во рамките на Real Expo, со што се предвидува посетеност од над 15 10.000 лица. На саемот за градежништво ќе се нудат производи и услуги за работа, модернизирање, одржување и опремување објекти и имоти. Акцентот ќе биде ставен на новите материјали кои обезбедуваат енергетски заштеди. Се очекува тој да го привлече вниманието на експертите од областа на градежната индустрија и да овозможи средби, дискусии и склучување сделки. Во делот на програмските активности секојдневно ќе се одржуваат промоции на производи од страна на компаниите, а последниот ден Агенцијата за енергетика ќе ги презентира енергетските пасоши. На саемот на недвижнини пак ќе бидат понудени над 3000 станови во Скопје, Охрид и Струмица од повеќе домашни и една странска компанија. Ќе бидат промовирани нови објекти како и поволни услови за купување станови преку кредити од комерцијалните банки. Оно што ќе биде интересно во делот на презентацијата е тоа што компаниите оваа година ќе понудат над 3000 станови
со своите одлични проекти за закупување на станови, а во делот на градежништвото што е интересно е презентацијата на еколошките материјали, односно сите оние материјали кои што нудат заштеда на енергија. Значи ќе бидат представени материјалите, начини на користење на соларната енергија и така натаму. Во делот на презентацијскиот програм оваа година ќе имаме повеќе компанијски презентации. Некои од нив слават успешни приказни, како што е КНАУ 20 години успешна приказна. И ќе имаме заедно со Агенцијата за енергетика представување на добивање на енергетските пасоши. Прв пат оваа година ќе биде организирана и наградна игра за посетителите, награда за надоградба, со која на најстрекните посетители ќе се доделат вредносни ваучери од 700, 500 и 300 евра во динарска противредност, кои ќе можат да ги искористат за производи од програмата на изложувачите на Сајамот на градежништво 2014, а на последниот ден од Сајамот на 8 март ќе им се даде признание и на најуспешните жени во градежништвото. Секојдневната навика за посета на спортските облажувалници, инспирација за нова представа. Не се клади на енглези, од утре на малата сцена на МНТ. На малата сцена во Македонскиот народен театар утре вечер премиерно ќе биде изведена представата Не се клади на енглези во режија на Синиша Евтимов. Проектот е иницииран од тројцата актери кои играат во представата: Паун, Сашко Коцев, Пикси, Оливер Митковски и Буле, Александар Микич. Сашко Коцев на денешната пресконференција рече дека проектот го почнале во 2010 година со истата актерска екипа, но поради обврски го одложиле за септември 2013 година. Дејството се случува во едно мало со препознатливи ликови и ситуации, а текстот е напишан во сленг. Режисерот на представата Синиша Евтимов истакна дека во оваа представа ќе се пронедат многу македонци, бидејќи е инспирирана од македонското секојдневие. Представата се подготвува веќе подолго време. Јас сум оној кој што последно влезе во проектот како режисер. Тоа е всушност актерски проект на Сашко Коцев, Оливер Митковски и Александар Микич. И тие го работат веќе подолго време со некои мали паузи и сосема на крај на проектот, овој последен месец и пол, и јас влегов во самиот. И успеавме да направиме една прекрасна представа за пријателството, која што гледаме тројца фанатици, тројца пријатели од детство, кои што цело време се обложуваат, не работејќи ништо, при тој очекувајќи да им падне среќата од небо. Премиерата е на 4 март, во вторник, во 20 часот. За жал, билетите и за ова и за следната изложба се веќе продадени поради преголемиот интерес. Меѓутоа се надевам дека секој заинтересиран ќе најде време и во наредните термини на Македонскиот народен театар на малата сцена ќе се обиде да дојде да погледне оваа представа. Автор на текстот е Владимир Ѓуркевиќ, а преводот е на Александар Микич. Сценографијата ја изработи компанијата Home by Almak од Струмица, заедно со сценографот Илина Ангеловска. Костимограф е Ана Данчевска, продуцент Виктор Рубен. Проектот е поддржан од МНТ и од компанијата Tinex. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска информираше дека работодавачите од приватниот сектор кои ќе вработат млади лица до 29 години, евидентирани како невработени во Агенцијата за вработување, ќе бидат ослободени од плаќање социјални придонеси во тек на првата година. Целна група се сите млади невработени лица до 29 години. Ослободувањето од социјалните придонеси ќе биде за период од 12 месеци, со обврска понатаму работодавачот да го задржи на работа тоа лице уште дополнителни 12 месеци. Ослободувањето ќе се однесува на основицата на која се плаќаат социјалните придонеси, односно до основицата од просечната бруто плата од претходната година. Доколку работодавачот исплати нето плата повисока од просечната, ќе треба да си изврши доплата на социјалните придонеси на разликата од просечната плата до исплатената. Покрај тоа што работодавачот ќе биде ослободен од плаќање персонален данок за вработување млади лица до 29 годишна возраст, дополнително ќе биде ослободен од плаќање социјални придонеси за вработување млади лица до 29 години во период од 12 месеци. Целна група која може да се опфати со оваа мерка
се околу 45.000 млади невработени лица до 29 години, кои се наоѓаат на евиденција на Агенцијата за вработување, од кои 25.000 се изјасниле дека се активни баратели на работа и 20.000 дека се пасивни баратели на работа. Законските измени би требало да бидат објавени во службениот весник денеска, а треба да стапат во сила 8 дена по објавувањето во службен весник. Кошаркарите на ИМЗТ Скопје стигнаа до 11-та победа во АБА лигата, и тоа на гости против Игокеа. Манчестер Сити го освои англискиот лига куп. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.